Добро вечер, граѓани на Охрид, добро вечер, Македонијо. Ми представува особено задоволство да ви пренесам срдечни поздрави од председателот на Социјалистичката партија на Македонија, Љубисав Иванов Зинго, искрен пријател на Охриѓани, кој вечерва од објективни причини не може да биде дел од нас. Почитувани пријатели, ние во Социјалистичката партија на Македонија со особено задоволство ја примивме подготвеноста на професорот Ѓорѓе Иванов да ја прифати кандидатурата за нов избор на претседател на Република Македонија. Сметаме дека е тоа најдобриот начин да продолжи со работа тандемот Груевски-Иванов, кој во изминатиот период оствари вистински препород во стопанството, во спроведување на политиките за економски развој на државата, но истовремено штитејќи ги интересите на македонската држава и чувајќи ги достоинството на македонскиот народ. Вечерва, почитувани присутни, поштуваме уште една нова изборна битка во која знаеме дека со вашата поддршка ќе освоиме победа. Затоа сме со човекот кој сите вие го знаете. Почитуван, човек со висока одговорност кој целата своја кариера ја поминал со луѓето. Ѓорѓе Иванов, кој е најблизок до вас, почитувани граѓани, кој ја следи определбата на владата дека граѓанинот е пред се и неговото мото е државата пред се, во која граѓаните ја освојуваат слободата и ја уживаат безбедноста, е човекот кој ги сплотува сите граѓани во Република Македонија. Чесен и одговорен. Човек кој ги споделува вредностите на нашата работа и пред се човек кој стои на ветеното. Човек со богато професионално искуство, со многу сработени проекти, што е уште една гаранција за неговите резултати. Ѓорѓе Иванов постапува во согласност со човечките вредности, искреноста, честноста, трудолюбивоста, посветеноста и блискоста со народот. Во изминатите 5 години неговите заложби беа да го реализира ветеното во програмата. Тоа е негова обврска и во следните 5 години обврските што ги превзела кон вас, граѓаните и дадените ветувања во целост да ги исполни. Добиената доверба од граѓаните за коалицијата за подобра Македонија значи огромна обврска за реализација на ветеното, кое мора да се исполни преку безпоштетна посветеност и макотрпна работа и со конкретна поддршка на претседателот на државата. Почитувани граѓани, и во следниот период уште повеќе ни е потребно државното единство, заштита на виталните државни интереси и предсезгодување на статусот на граѓаните. Ни се потребни идеи кои загрозуваат македонскиот национален идентитет, македонската нација, македонскиот јазик и моделот за соживот. Потребно ни е владење на правото кое треба да важи еднакво за сите, потребна ни е земја на солидарност, општество кое ќе води грижа за секого. Нам ни е потребна Македонија да биде напредна земјоделска земја, зашто е потребна поддршка на претседателот на државата, на владата на Република Македонија во унапредување на земјоделството. Затоа, драги пријатели, граѓанинот не смее да молчи. Граѓанинот треба да излезе на избори. Затоа, почитувани граѓани, излезете и гласајте на 13 април. Одлучете за принципи, мудрост и дела, за работливост и посветеност. Гласајте за бројот 1 затоа што е прв и единствен. На Ѓорѓе Иванов му е потребна довербата за да продолжи заедно со сите граѓани на Република Македонија со реализација на ветеното. За сето тоа, за сегашниот и идниот претседател на Република Македонија стои коалицијата за подобра Македонија. Ве повикувам уште еднаш. Благодарам.